им се придружи. Пред се да ви се заблагодарам на вас, представниците на медиите, што дојдовте на денешниот настан през конференцијата по повод напредување на здравјето на жените, мајките и децата од ромската заедница. Како во овој зборување ќе зборуваме ние представници од граѓанските организации за ваша информација, а потоа ќе зборувате представници од самата ромска жени од самата ромска заедница, кои што тие посведочат за проблемите со кои што тие се соочуваат. Именно, иако од 2005 година владата на Македонија усвоила стратегија за ромите и национален акционен план за ромите, за ромското здравје, сепак, за жал, здравјето на ромите се уште е во понеполна положба отколку останалото население. Затоа покажуваат и последните индикатори од 2017 година, кои што кажуваат дека смртноста кај новојавленичињата помеѓу ромското население е за 1,5 пати повисоко за разлика од македонското население, а околу 50% од смртните случаи кај ромите се случуваат пред 65-та година на животот, пред да влезат во старост, за разлика од само 23% смртни случаи пред 65-та година на национално ниво. Овие се индикатори доволни да укажат дека здравјето на ромското население е во незавидна положба од останалото население, а многу битно е на здравјето да се работи од самиот почеток на животот. Затоа нашите организации, Сдружение ЕСЕ, Сдружение Романа Чачеве, ИРИС и ХАМ партнерски работат од 2011 година до денес за унапредување на здравјето на децата роми, на жените, женското репродуктивно здравје, како и на мајките од ромската заедница. Во нашата работа ја вклучуваме активно заедницата и можеме да кажеме дека континуираната работа од 2011 година до денес резултираше со тоа да има зголемен опфат на вакцинација на децата роми во општините каде што работиме. Тоа е Шуторизари, Делчево, Пекчево и Виница. Кога започнахме да работиме, опфатот со некои вакцини беше толку низок до 30%, а сега во сите општини бележиме опфат со вакцини претежно над 90%. Така да тоа покажува успешноста на работата на граѓанските организации кога работат со самата заедница од една страна и со здравствените установи на локално ниво од друга страна во партнерски заеднички пристап. Меѓутоа, за жал, ромите се уште се соочуваат со низа на бариери во пристапот до здравствената заштита за женско репродуктивно здравје, како и за здравјето на мајките и децата, зашто повеќе ќе зборуваат представниците од ромските граѓански организации и представниците од самата ромска заедница. Благодарам. Може? Да. Почитани колеги, почитани представници на видео. Добар ден и од мене. Јас сум Фадил Джемаил, координатор на проектот Социјална научност и правно зајакнување на граѓаните од општина Шуторизари. Борин спомена, нови заеднички концепт работиме веќе од 2016 година. Имаме изготвена стратегија со партнерската организација Романо Чачепе, а со техничка поддршка од ЕСЕ, поддржана од Фондацијата Отворено општество Македонија. Согласно стратегијата дефинирани се приоритети и цели. Едни од тие се поголема опфатеност на деца кои се надвор од образовниот систем и се повратни со одстранство со систематски здравствени прегледи и имунизација. Според нашите истражувања во двете основни училишта во Браќа Рамис и 26 јули, кои што гравитираат на нашата општина, имаме вкупно бројка на 450 на деца кои што се водат како запишани, меѓутоа не се во редовна настава. Овие деца немаме информација за нив дали се опфатени со редовни систематски прегледи, односно се вакцинирани. Во понатамошно наше истражување од здравствениот дом податоците кои што сме ги добили, само 40 на деца се опфатени со неделна имунизација, додека другите треба патронажни сестри и ромски здравствени медијатори да ги детектираат во нашата општина. Според програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, предвидени се едукативни работилници во дури 11 општини каде што има ромско население. До сега нема организиран во општина Шуторизари, затоа апелираме до нив да одржат најмалку барем 4 едукативни работилници во општина Шуторизари.
Недостигот на патронажни сестри е проблем кој што се влече веќе неколку години. Во нашата општина се вклучени само две. Според бројката на населението и потребите на населението, оваа бројка само на две патронажни сестри се разбира дека е недоволна. Се апелираме да се зголеми бројот на патронажни сестри и да вработат по можност ромка патронажна сестра. Во моментот е активен оглас за вработување на патронажни сестри и обрабруваме сите ромки кои што имаат завршени медицински сестри да се пријават на конкурсот. Ромските здравствени медиатори се непрепознати во ромските средини. Од вкупно 302 фатени испитаници, дури 10 само проценти одговори дека не се посетени од опити, за да ги проверат картонот за вакцинација или да дадат информација за вакцинација. Друг дополнителен проблем кој што во моментот се појави во нашата општина е дека во моментот, поред заминување на пензија, во одделот за превентивна здравствена заштита и вакцинација за деца на предучилишна возраст немаме доктор. Затоа апелираме до надлежни институции, Министерство за здравство, Здравствениот дом, да најдат што подобро замена за да не се случи проблемот со гинекологот кој што го чекаме до 10 години. Како заклучок би сакал да наведам неколку точки. Децата што не се опфатени со образовниот систем или се повратници од трусарство, немаат еднакви можности за пристап до систематски здравствени прегледи и имунизација. Поради одржување на едукативни работелници, недоволна едуцираност на родителите со правата и обврските кои произлегуваат од програмата за активна здравствена заштита на малки деца, недостигот на патронажни сестри и зголемување на квалитетот на услугата од страна на патронажни сестри, само 10% од вкупно 302 испитаници одговорили дека во последните 24 месеци не биле посетени од страна на патронажни сестри за да го проверат картонот и да ги информираат за вакцинација. Патронажните сестри во недоволен обем вршат активности за откривање на невакцинирани деца и има соодветно упатување. Само 30% од 300 испитаници одговорили дека не били известени од патронажни сестри за тоа каде да се обратат за вакцинација или систематски прегледи на своите деца. Ромските здравствени медиатори не ги спроведуваат соодветно активностите за откривање на невакцинирани деца и едукација на родителите за вакцинацијата. Речиси 10% исто од 330 испитаници не биле посетени од ромските здравствени медиатори со цел да им го проверат картонот за вакцинација и да им дадат информација за тоа. Наши препораки до Министерство за здравство да предвидат дополнителни мерки во рамките на превентивните програми за систематско надминување на идентификирани проблеми и при тоа да се алоцираат соодветни буџетски средства за спроведување на активностите од страна на локалните надлежни институции, да се зголеми бројот на патронажни сестри, тоа го рекавме веќе, а по можност да се вработи исто така и ромка патронажна сестра. До здравствениот тон препораките континуирано да се организираат едукативни работилници во ромските заедници, како и да се дистрибуираат промотивни материјали за значењето на имунизацијата и ризиците од нередовна вакцинација на децата, со цел зголемување на нивото на знаење помеѓу родителите, да се зголеми бројот на домашни посети од страна на патронажните сестри, како и да дадените услуги до мајките родилки со цел идентификација на нередовно вакцинирани деца и подигнување на интересот кај семејството за редовна вакцинација, да се зголеми бројот на организирани теренски акции за имунизација во ромската заедница со цел приближување на услугите, подигнување на комуникацијата, довербата помеѓу родителите и здравствените работници, да се ангажира лице од ромската заедница како дел од тимот на службата за имунизација со цел подобра достава на поканите за вакцинација, затоа што има сериозен проблем во доставување на поканите до граѓаните. И во најкосможен рок, исто така тоа го споминавме, да се пронајде замена во превентивна здравствена заштита и вакцинација на деца во предучилишна возраст, за да не ни се случи примерот со гинеколог за чекање 10 години. Ова се заклучоци и наши препораки до надлежните институции. Здравје од мене. Јас сум
мене се Овсен, представникот Ново Романо Чачипе. Кратко да ги споделаме нашите истражувања и концепти што ние ги подготвивме. Според истражувањето на Романо Чачипе, жената ромка, која што е од најранливата насоба во општина Шуторизари, каде што ние работиме, беа опфатени сите жени ромки со анкетата кои што немаат матичен гинеколог, а процентот изнесува 36,6%. Тие што во последните 12 месеци посетиле матичен гинеколог се само 32%, додека пак жените ромки кои што беа во првите 3 месеци од бременоста не посетиле матичен гинеколог, како што е препорачано од Светската здравствена организација, процентот изнесува 13%, потврдено со нашите истражувања. 10,3% од 137 испитанички од Шуторизари кои имаат посетено матичен гинеколог во изминатите 12 месеци искусиле потешкоти при посета на матичен гинеколог и тоа идентификувани проблеми. Тие се недостаток на гинеколози, потешкоти при закажување на термини, долго чекање за преглед, јазичната бариера и незаконската наплата. Како главен проблем е што во општина Шуторизари нема доволно матични гинеколози. И поради тоа е намален квалитетот на услугата, што матичниот гинеколог во Шуторизари зборува само на албански јазик, кој што представува голем проблем на жената ромка, која што не може да комуницира на соодветен начин и се нарушува приватноста поради тоа што сестрата мора да преведува. Нередовната посета на жената ромка кај матичен гинеколог може да донесе до несакани последици кои што може да резултираат со нејзина смрт. И тоа, влошена здравствена состојба, зголемен морбидитет на жени и бебиња, зголемен морталитет на жени и новороденчиња, предвремени породувања, зголемен процент на жени заболени со карцином на грло на матка, ненавремено дијагностицирање на можни заболувања кај бремените жени, несоодветно следење на бременоста кај жената ромка и зголемен број на жени без матичен гинеколог. Сите овие последици доаѓаат кај жените ромки поради слабата едуцираност и информираност од страна на матичните гинеколози, кои не може да обрнат внимание на здравјето на жената ромка во општина Шуторизари. Исто така доаѓа до последица и како недоволниот број на матични гинеколози во општината од оддалеченоста на другите матични гинеколози од заедницата, што значи немаат доволно финансиски средства, за да можат почесто да ги посетуваат другите гинеколози во другите општини. Препораките на Романо Чачипе заедно со заедницата се да се престане незаконското наплаќање во Шуторизари, бидејќи жената ромка не е во состојба да изврши превентивен гинеколошки преглед поради слабата финансиска состојба. Поканите за пак тестовите кои што се предвидени според програмата за скрининг на рак на грло на матката и кои што треба матичните гинеколози да ги испратат на своите пациентки да бидат редовно доставени и да се пронајде ефикасен метод за нејзина достава. Останува да кон 14 годишните девојчиња и оние жени и девојки кои што не се омажени да немаат предрасуди и свесно да изберат свој матичен гинеколог. Докторите гинеколози да ја користат програмата за скрининг на рак на грло на матката која е предвидена од Министерството за здравство. Министерството за здравство треба да предвиди мерки и активности со цел да ги информира и educира жените ромки за програмата, како и за потребата од редовните превентивни гинеколошки прегледи со пак тестови. Добар ден од мене, јас сум Едвин Салиов, работен пациентат во НМО-КАМ Делчево, веќе подолго време. Исто веќе подолго време се вклучувам во активности и спроведувањето на стратегијата за нашиот регион. НМО-КАМ успешно спроведува стратегијата со која се основна при здравјето на мајката ромка, како и на децата од сите три локалитети во Виница, Делчево и Бевчево. Согласно истражувањето на терен и сведочењето на заедницата остануваат одредени предизвици за кои ни требаат системски решенија. Предизвик во сите три локалитети е тоа што не се дели едукативен материјал за информирањето на родителите за важноста на имунизацијата и вакцинацијата, како и за значењето на потребата на поливалните вакцини и ново најавените дополнителни 2 вакцини. Ова е исклучително важна причина што се многу силни антивакциналните движења и карактеристично е тоа што токму поугледните граѓани од македонска националност одбива да ги вакцинираат своите деца редовно.
Проблем исто така во село Црник е што нема доктор во селото, имаше само привремен доктор, па заедницата се надава дека со новите два проекти од Министерството за здравство ќе се реши овој проблем. Потребата од причина што родителите неуват дека по употребата на вакцината обично се имаат несакани последици и ефекти, па за истите им требаат редовен доктор за да ги контролираат своите деца, кој што ќе биде барем ќе биде во селото барем 3 дена во неделата. Во Виница имаме системски проблем со тоа што 20 деца не се вклучени во образовниот систем, причина од тоа што постојано мигрираат заедно со своите родители во странство во одреден период. Сега се вратени, но иако тие деца се редовно вакцинирани, сепак тие не се вклучени во систематските прегледи. За 25% од заедницата е дека што и нема средства за превоз од здравствениот дом или за потребните лекарства за лекување на своите деца за намалување на температурата и слично. Во делот на здравјето на мајката се уште постојат сериозни предизвици пред се заради постоење на незаконството на плаќање од страна на гинеколозите. Согласно сведочењето на заедницата од Виница, дури на 90% од жените им се наплаќа при редовен гинеколошки преглед, но застрашувачки е дека дури и со покана при скрининг програмата на околу 50% им се наплаќа исто така за преглед. Уште по-застрашувачки фактор дека дури 86% од жените воопшто нема добили покана за преглед од 2012 година па навака. Истата пројава има во Делчево, каде што незаконски неплаќања има и кај 50% од жените. Токму заради тоа, во интерес на здравјето на мајките и децата во нашиот регион ние бараме зголемена информираност на заедницата преку редовно делење на едукативен материјал за важноста и улогата на вакцинацијата, при што ова ќе придонесе кон поголемо знаење за вакцините и имунизацијата, при што родителите ќе можат да се информираат за поливалентните вакцини, за употребата на новите две вакцини. Потоа вклучување на децата во образовниот систем преку формирање на посебни програми од страна на Бирото за образование и Министерството за образование, така што спроведување на редовни систематски прегледи за сите деца без разлика дали се вклучени во образовниот систем или не се вклучени во образовниот систем. Обезбедување на доктор и мобилна аптека во село Црник согласно обврските кои ги има општината кон социјалната заедница, зголемен опфат на покриеност со покани за жените за спроведување на гинеколошки прегледи, како и засилен и реален инспекцијски надзор за незаконности на плаќање од страна на гинеколозите во Брегалничкиот регион. Бараме и кривична одговорност за сите што носат одговорност за составите на Јас сега би ги знам само на предложението за заедницата да ги кажат проблемите кои што тие се соочуваат. Пред се да ви се заблагодарам многу што се напатите да говорите на днесната пресконференција, па повеќе да ги изкажете вашите проблеми кои што се чувате во област на престапна здравствена заштита. Како пример, ќе дојде некоја жена ромка да се посоветува кај гинеколог. И она сакам да е добро прифатена, значи како доктор, да прифати, да ја објасни некои работи, да се советува, не само да дојде и да ја тргне од глава. Тоа е
А исто друго се дешава, например, ќе ги наплатува и за некои прегледи. Доста така примери. Друго може да кажем, има млади доста популации што се до 14 годишна возраст. Дали кажеш дека општина е се само да си на доктор, значи сепак треба нашите општини да има установи, да им дадат покани, да дојдат и се срамат, да ги посоветуваат, може нешто, ако се дечи на тие нешто не е потребно, они се срамат да отидат на доктор. А и една страна нашите гинеколози некако не сме задоволни. Не те позачуваат, сите излежуваат своите права. И тоа, значи их наплатуваат. Има доста случаи и дете, значи средна школа. Ке се разболи, пример, сега, без разлика што ке се разболи, ке отиде на лекар и докторка ти вика, па дай ми 50 или 100 dinara за пација да плати, за едно оправдание, што е отсутствува и ке ги пари. Зошто така? Ја мислам дека не треба да се плати. За доста работи бара да им се нагласува. Значи, доста наши се не ги знаат нашите права. Значи, треба еднаш да отворат очи, да се посоветуваат, да се информираат, да ги знаеме нашите права докаде сме. Без тоа што сме ромени. Да си ги знаеме нашите права. Благодарам. Денис, поведа. Јас сум Дениса Мемедова, во Делчево живам 25 години и во село Тработивиште 7 месеци. Одамна знам за невладината организација КАМ. Нашето населено место е мало, организацијата е голема. Знам дека работат на здравствени права и 2 пати бев на работилници за важноста на гинеколошките прегледи. Научив дека гинеколошките прегледи се бесплатни и научив како да ги рефундирам парите за лекови кои ги имам во аптеката. Зоран еднаш ме ангажираше во село Тработивиште да ги информирам жените за мобилна гинеколошка амбуланта и да ги анкетирам жените услуги. Сето тоа ми се биде многу интересно и поднесов за практикант во КАМ преку Аварона. Во моментот работам на информирање на луѓето како да ги остварат правата за социјална помош и детски додаток. Сето тоа е многу важно за луѓето. Сега јас учам и им помагам на моите блиски. Се надевам дека ќе ми се дозволи затоа што им помагам на луѓето да ги знаат своите здравствени права. Повеќе сум прифатена, ценета и сакана во годините. Шерфен, поведате. Јас сум Шерафедин Сефина, завршен шоторизам и сакал да потенцирам некои работи, некои недостатоци во врска со овие патронажни. Интересна работа некогаш доаѓа, некогаш не доаѓа, меѓутоа работава нивното доаѓање е многу, не често, многу кратко. Без разлика, ај за лето ќе може се надвор тоа да се направи, исклучиво они не сега да влегуват. Зашто? Од кој аспект не сака да влегуват? Тоа е нивно проблем, меѓутоа од патронажни сестри би требало да се влезе и да се објаснат некои работи. Зашто? Директно кај мене, например, имаме 2 снаќи со деца и би требало да им се појасни некои обетални работи. Не може тоа надвор за минутка, 2 да се објаснат некои работи, би требало зимно време не може да изпадне жена надвор на брзина на 1-2-3 реченици да се објасни. Тоа баш не сакам да ги критикувам. Може да се знам со нив, може да лично, онакако пријател сме, ама сакам да укажем некои недостатоци. Не би требало тоа да се во наредниот период да се деси тоа. Би требало, значи секогаш од нивна страна да бидат малце по-хумани, по-должни да влезат напред, им се објасни на жениве, знаете, некои наши се необразовани, па на некој едноставен начин да им се објасни. Тоа малце не го практикуваат на еден подобар, поедноставен начин, за да можат и они да објаснуваат и нашите да ги разберат. Тоа е многу битна работа, не може да кратко времето. Тоа нивното недоаѓање и краткиот период за тој разговор многу неубаво. Пак е речено, не би сакал да ги критикувам. Не сум тој тип, ама тоа за наредниот период може да се проблемат. Благодарам на сите, че тука завршува официјална конференцијата за печат. За медиуми, доколку имате прашања од новинарите,
представниците на издруженијата што беа, па може и до вас. Спомнавте некои препораки до Министерство за здравство, освен препораките, дали сте пробали, дали сте барали од институциите, од министерствата да ви помогнат на оваа? За жал, и може да се наложат и останалите представници од организации. Практично ние од 2012 година до денес бараме вработување на патронажни сестри во Шуторизаре. Дете се само две, на толку голема општина, со толку голем број на раѓање е далеко од доволно. Не е доволно воопшто. Меѓутоа, за жал, до сега нема вработување на патронажни сестри. Нема слух за ваква работа. Последен пат кога сте барале и што ви кажуваат кога вие барате? Викат дека немат финансиски покривање, зашто не праќат дополнителни патронажни сестри? Ние практично бараме секоја година, после оваа пресконференција, ние исто пак и оваа година повторно ќе пратиме барање на министерот. Оправдувањата се различни. Од една страна дека тешко е да се добие одобрување за вработување, нели од Министерството за финансии, понатаму дека нема интерес за сестрите да работат како патронажни сестри во Шуторизаре. Значи, за жал низ годините сме слушале многу оправдувања и сега не можам да кажам што е. Моментално како функционира амбулантата таму во Шуторизаре, пошто спомна дека само на албански збори таму докторката што работи и имат проблеми на овој дел. Да, може помени. Колку сте задоволни од работа во амбулантата, пошто Видите, ние како организација која работи на терен во општина Шуторизаре, добро сме запознаени со работата на гинекологот во општина Шуторизаре. Може да се заблагодарам што сепак имаме гинеколог во општина Шуторизаре. Да, тоа е многу потешкотија меѓу ромската заедница што она го познава македонскиот јазик, али за комуникација тој не е доволен за да може да им објасни за кои проблеми од болеста се соочува пациентот. Преведувачот што го имаме ние, тоа е сестрата која позна македонски јазик и преведува за да може да знае што се случува со пациентката. Тоа значи дека приватноста тука е загрозена. Ние како организација направивме на работница за женско здравје, ја повикавме, се обрати, дојде, меѓутоа незиното предавање беше на PowerPoint со англиски, албански не можеше да избори на заедницата, па моравме да најдеме една медицинска сестра која го знае ромскиот јазик, а го познава и албанскиот јазик, да директно ја преведуваше од албански на ромски, така да заедницата во тој момент многу беше запознаена со сите препораки од самата докторка, која им објасни многу добри работи и беа заблагодарни што они првпат слушаат на ромски јазик нешто што им е во корист. Значи, не е тоа дека е она албанка, немаме ништо против тоа, меѓутоа сакаме уште еден доктор во општина Шуторизаре кој го позна македонскиот јазик за да може да работи во втора смена или прва смена со еден гинеколог во општината. Мислам дека не ги решава проблемите на ромската заедница. Ако имате и други прашања во однос на гинеколошката ординација, можам да ви кажам дека во моментот од почеток имаше многу малку пациенти, поради како што објасниле, поради финансиските средства што не може да патува во други општини, така да има голем број на пациенти и не е во состојба да најде време да им објасни на своите пациенти од што боледуваат и што треба да превземат. Затоа ние како организација пишавме барање и ние, нашиот тим, заедно со ИРИС, јасно партнерска организација, кој присуствуваме на самата систематизација за работни места, каде рековме дека има потреба, уште еден гинеколог, има потреба од патронажни сестри. Здравствениот дом подел барање на повеќе доктори и повеќе патронажни сестри, меѓутоа дознав од мои пријатели, колеги, кои кажаа дека од 60 побарување, само 30 се одобрени вработување во општина Чај. Комплетно која спаѓаат уште 5-6 општини, Сандове, Чучер, Шуторизаре и
многу општини, а само 30 вработувања. Ова не е доволно, ние мораме да направиме напори, повторно да бараме средба, да новата систематизација на здравствениот дом да се преизначи, за да може бројката на вработување на медицинскиот персонал да биде малку поголем. Благодарам. Значи сега ќе благодарам многу на присуството на медиумите. Сега ќе продолжим со јавната дебата. Гледам дека дел од гостите веќе дојде, ама се прво сети ќе има како повторување мета. Би ве замолил слободно да дојдете и по-наваму има слободни места напред. Сега медиумите камерата ќе се тргне така да се слушаме подобро. Доколку сакате има слободни места и напред. Поверувам.